Ние сме контейнери од кожа, контейнери за човечки отпад, а не луѓе. Писателот Венко Андоновски во својот реквием за нашите деца. Дојдовме до овдај поради лакомоста, грабливост, сребролюбие, јавашлук, напиша Андоновски во својата колумна. Веројатно после тишина ни треба гласност. Гостин во ова издание е на Трининг универзитетската професорка од правниот факултет и претседателка на Хелсиншкиот комитет Неда Здравева. Професор Здравева, зошто и со простум правиме политичка комеморација? Она што можам како граѓанин да го кажеме дека политиката има поинакви функции, или да го забележам. Политиката има поинакви функции. Комеморациите не се дел од тие функции. Дали присуствувавте на мировниот собир пред УКИМ? Имаше ли потреба од злоупотреба на самоорганизираниот студентски собир? И дали всушност младите беа злоупотребени од страна на ректорката, на министерката? Да, бев секако дека бев, знаете како, чувството на секој наставник, на секој професор, на сите оние кои што работат со млади луѓе, дека се обидувате на секаков начин да им дадете поддршка. Моето присуство тамо, иако тоа беше еден од најтраурните настани на кои што јас сум присуствувала, и таа слика е нешто што долго ќе го паметам, бев во таа функција, да молчам додека тие се собираат, да молчам во мојата надежда додека тие зборуваат. Настанот беше најавен како час на платото на УКИМ, од тука присуството на ректорката мене не ми дојде чудно. Напротив, во одреден степен се израдував заради тоа што колку може човек да се израдува во тие моменти, дека ректорската управа, ректоратот ги поддржува иницијативите на младите колеги и колешки во академската заедница. Присуството на министерката е нешто сосем друго. Можам да ја разберам како професор да има потреба да биде заедно со студентите, но не мислам дека на такви собирања местото е на министри, уште помалку да зборуваат. Професорката и писателка Румена Бужаровска по одржаниот собир напиша: наместо да се извинат за ова што се случи, за системска неправда што со децении не убива и кулминираше во Кочани, оние што имаат власт во општеството, министри па и ректори, го узурпираа гласот на младите за нивните цели. Дали власта се исплаши од младите? Секоја власт се плаши и треба да се плаши од младите. Заради тоа што младите се единствениот коректив на однесувањето на возрастните. Ако она што впрочем се прави во општеството, колку се прави за тоа што го имаме денеска, веројатно уште повеќе се прави или треба да се прави за она што тие ќе го имаат утре. Реакцијата на власта е таква каква што е. Слушавме деновиве во овие навистина тешки моменти за различни влијанија, за различно однесување кон младите луѓе кои сакаат да се на некаков себе организиран, самоорганизиран начин, сами по себе на одреден начин да го изразат своето жалење, не само за трагично загубените животи на млади луѓе, туку и за совкупната состојба, имам впечаток, во која што се наоѓаме, и сето она што се случи за ова да не биде спречено на одреден начин. Никој не сме Дали по овој упат, всушност, може би се вратија асоциациите пред неколку години, кога, например, тогашниот премиер Груевски, токму тука во Александар Палас,
им влета на тогашните професорки Сијановска и Ванковска, дали всушност гласноста на научната фела, па и на младите, е своевиден крик, изблик на незадоволство, гнев, ревот, од кој власта, без разлика која и да е, се плаши. Контекстот е сосема различен. Околностите на тогашните собири на професорскиот пленум и на студентскиот пленум наспроти овие денешни околности, знаете, тогаш колку и да сето тоа изгледаше страшно, ова денеска изгледа стотици пати пострашно. Тоа беа протести, ова се мирни собери. Тоа беше барање за реформа или за спречување на некаква квази реформа на Законот за високото образование. Ова е едноставно барање да биде испочитувана нивната тага. Дали несовесноста, неодговорноста, алчноста, аматеризмот, речиси сите овие досегашни власти не доведоа во ситуација оваа трагедија да не ги открие длабоките системски пропусти, корупција, неодговорност, слаби институции, недостаток на надзор и контрола. Ова е дното, веројатно, на тие откритија. Се надевам дека нема уште некое дно под ова дно, бидејќи на сето ова вие што го рековте, системското нефункционирање на системот или пропаѓањето на системот или немање систем или кои да е описи кои што деновиве ги слушнавме, не се нешто ново што ние сега одеднаш го откривме или го видовме. Свесни сме децении наназад дека работите не функционираат онака како што треба. Сведоци сме на тоа дека гледаме кога законите не се спроведуваат. Некогаш реагираме погласно, некогаш сме потивки во тоа. Професорке, зарем требаше ваква трагедија да се случи, за сега надлежните да велат ќе се мобилизираме и нема пардон. Или обратната теза, ако не се слушаше згаснувањето на млади животи и натаму ќе толериравме хаос, нефункционални институции, ќе им се прогледува низ прсти на луѓе кои не работат согласно законите. Две тези некако загатнувате, ќе се обидам да одговорам на двете. Во разговорите со колеги, со пријатели, деновиве, знаете, зборуваме дека не беше прашање дали нешто вакво ќе се случи, туку кога ќе се случи, во кој облик, во која форма, во зградите кои што немаат премин една меѓу друга за да може да влезе противпожарно возило или каде што се сите безобразно паркирани пред влезовите за да не може да влезе амбулантско возило или во локалите, угостителските објекти во кои не знаеме каква е состојбата со противпожарна заштита или каква било друга заштита конечно. Ние долго време сме сведоци и учествуваме во процесите дури и кога знаеме дека работите не се случуваат онака како што треба да се случуваат. Втората теза е дека ние реагираме. Ние не преземаме проактивни чекори. Кога зборам, ние зборувам за сите нас како општество. Ние бараме реакција од кога нешто ќе се случи. Ние не бараме активност или барем не го правиме тоа активно, не бараме никаква активност за доследно, целосно, навремено, безпоштедно, непристрасно и сите епитети од тој вид спроведување на законите. Дали постои законска регулатива која што го уредува прашањето како треба во конкретниот случај да изгледа угостителски објекти, каква опременост треба да има? Постои. Дали е спроведена? Не. Зошто не е спроведена?
Треба да ги прашаме сите оние кои што учествувале во спроведувањето на таа регулатива. Дали можело да се направи нешто претходно? Сигурно дека можело да се направи. Зошто не треба не е направено? Тоа треба да одговори постапката која што против тие лица ќе се води. Како општество ќе научиме лекцијата за одговорност тогаш кога секој, ама навистина секој ќе одговара. Дали не мислите дека после ваква трагедија беше потребно, имајќи во предвид во развиени европски држави демократски, после вакви несреќи следува морална и политичка одговорност, што во овој случај не гледаме во моментот? Прашањето на морална и на политичка одговорност е такво едно, за жал, растегливо прашање во нашето општество, кое што е само огледало на тоа во која состојба ние се наоѓаме. Работите мораме да ги поделиме и секој да си ги врши работите кои што според уставот и законите, како многумина што молуваат да кажат, му припаѓаат. Моето очекување како граѓанин е дека во секоја ситуација, секоја власт ќе инсистира законите да се спроведуваат онака како што се напишани, да одговараат оние кои што треба да одговараат, без да се случи таква некоја катастрофа која што ќе однесе, јас би рекла, и 60 животи, да не го заборавиме вработениот во брзата помош, кој за жал после превезувањето на жртвите не се разбуди и ќе сериозно ќе ги загрози животите на колку стигна веќе бројката на повредени околу 200 и кој што ќе практично уништи цел град, ќе зацрни цел регион. Тогаш е доцна. Треба претходно. Но соочени сме со она што сме соочени и она што јас сега како граѓанин го очекувам е дека целокупниот систем ќе се стави во функција на одговорност на оние кои што се одговорни во ситуацијата и спречување на било каков следен ваков случај. Со моќта на емоциите, премиерот Мицкоски создава надеж. А ако треба од дома, за уши ќе ги вадиме. Нема враќање назад, или Македонија, или мафијата. Претпоставам дека се сеќавате на октоподот на Црвенковски 90-тите. Знаете како заврши. Ние имаме низа на носители на функции кои што ова не е ваков прв говор, кои што излегуваат со разноразни емотивни обраќања, особено во тешки ситуации, дека готово ова е последно и никогаш повеќе. И 35 години ја слушаме истата приказна. И стигнавме до оваа ситуација. Не требаше ова да се случи за да кажеме Македонија или мафијата, или дека ќе биде кој било носител на функција одговорен, дека законите, повторно ќе потенцирам, ќе се спроведуваат онака како што треба да се спроведуваат. Не треба навистина да чекаме вакви моменти за да ја покажеме нашата одлучност да се справуваме со општествените девијации. Таа одлучност треба носителите на функции да ја имаат од првиот момент кога ќе се нафатат да ја вршат таа тешка и одговорна задача. Следите тренинг гостинка во емисијата универзитетската професорка од Правниот факултет Неда Здравева. Постои ли селективност во постапките? Ќе ве потсетам дека само пред неколку месеци владата велеше нема да видите, јавноста нема да види медиумска помпа од апсења и така натаму. И тоа не ни е прво. Се надавав дека ситуациите на такви помпи и апсења од пред десетина години ќе бидат последни, ама очигледно дека не биле. Дали е на сцена она непишано правило кадија те тужи, кадија те суди?
Па се надевам не. Возможно ли е во оваа колективна трагедија да се управува со гневот на луѓето и да се релативизира одговорноста на власта? Не знам како воопшто може да се управува со гневот, со бесот, со тагата. Да новиве прочитавме експертски мислења за тоа како тоа се прави и што треба всушност на граѓаните да им се овозможи, но не мислам дека во ваква ситуација треба да се вклучат така наречени пиар машинери, или ако се вклучени ми се чини дека некако погрешно работат, заради тоа што секоја работа што е ставена под тепих на крај излегува планина од која што сите ќе се сопнеме. Граѓаните единствено бараат работите во оваа држава да функционираат без привилегии за никого. Законите да важат подеднакво за секого, без разлика кој чие, од која партија и слично. При тоа, истовремено, морам да кажам дека се научивме да подзамижуваме или некои работи кои што се случуваат да ги сваќаме дека ете така се случува. Благодарам. Повикам. Неда Здраве, универзитетски професор на правниот факултет и председателка на Хелсиншкиот комитет. Толку за вечера.